Почитувани колеги, благодарам за присуството на денешната пресконференција на ВМРО ДПМН. Тоа што Дамјановски се фали дека изградил дури една спортска сала и дека ќе почне да гради базен и дека тоа ја раздвижило економијата е најдобра потврда дека тоа што ВМРО ДПМН гради 145 училишни сали, 35 спортски сали, 50 фудбалски игралишта, 100 повеќе наменски игралишта и тоа како се помага во раздвижувањето на економијата. Нешто што СДСМ претходно упорно го напаѓаше. За разлика од Дамјановски, кој се фали со една сала и базен кој што ќе се гради, ВМРО ДПМН освен во спортот вложуваше во здравството преку реконструкција на болниците во износ од 100 милиони евра и набавка на современа медицинска опрема исто така во износ од 100 милиони евра. Намалување на цените на лековите, во образованието преку реконструкција на 126 основни училишта, 65 средни и реализација за проект за изградба на 24 нови училишта, обезбедување на бесплатни учебници, намалување на партиципацијата за студирање, така натаму, во земјоделието, каде во време на ВМРО ДПМН се доделени досега близу 500 милиони евра субвенции за земјоделците, се намалени даноците, се зголемија повеќе наврети платите и пензиите и така натаму и така натаму. Освен базенот во најава, изградената една спортска сала, се друго што требаше да направи изгради, се она што го вети Дамјановски, пред граѓаните воопшто не го направи. Зоран Дамјановски цели 2 мандати не го решава проблемот за вода за пиење во Куманово. Граѓаните на Куманово во 21. век страдаат за вода како да се во 19. век. Зоран Дамјановски не го реши проблемот со атмосферската канализација. Домовите на граѓаните од кумановските населби Средорек, Бавчи и Водовод при секое поголемо невреме се поплавуваат. Додека работниците трпат заплати, блиските до СДСМ во Куманово заработуваат на нивен грб. Општинските предпријатија имаат милионски долгови, Куманово паркинг е најголемиот загубар, а на вработените во администрацијата им доцнат платите. Како е можно Куманово паркинг да е сместено во простории под кирија, а деловните простории кои што се во собственост на ова предпријатие да се делат на членови на семејствата на претседателката на Социјалдемократскиот сојуз од Куманово Снежана Захариева и координаторката Марина Манојловска. На ова треба да одговори и Социјалдемократскиот сојуз и господинот Дамјановски. Зоран Дамјановски од општинската администрација направи класична партиска испостава на СДСМ. Додека сите други немаат право на работа, кадрите на СДСМ се вработуваат и плаќаат со парите на кумановчани. Па така кумашинот на Зоран Дамјановски, директор на општинското предпријатие, синот на поранешниот градоначелник на Куманово е вработен во општината, директорот на ЈП Куманово паркинг си го вработил сопствениот син во општината, а децата на соедниците на СДСМ се вработуваат во останатите општински предпријатија. Очекуваме Зоран Дамјановски денеска да излезе и да каже како ќе ги реши напластените проблеми на граѓаните во Куманово. Тој е градоначелник 2 мандати и ништо добро не направи за Куманово. Веќе никој не му верува и нема никакво оправдување.